Здраво, ова е 396-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на првпечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е It Was Just an Accident од Џафар Панахи, во кој станува збор за автомеханичарот Вахид, кој ќе се затекне во гаражата во која една вечер е посветена од човек и неговото семејство кој прегазило животно, за кој Вахид смета дека е затворскиот чувар кој садистички се има изживувано врз него кога одлежува казна во иранскиот затвор. Во паника и афект го киднапира човекот, но се сомнеа во неговиот идентитет, па затоа бара помош од луѓето кои исто така ја преживеале неговата тортура во затворот. Тука започнува пајажината на двосмислицата и одвивањето на дебатата за исправноста на одмаздолюбието, кога животот на узурпаторот е во рацете на жртвите и тие треба да одлучат дали ќе се одмаздат или не. Третманот од страна на иранските власти кон еден од најнаградуваните филмски амбасадори на државата во светски рамки е срамен и понижувачки малтене. Во прашање е власт која наметнува цензура, одземајќи го правото на авторска еспресија, за кое има дополнителни реперкусии доколку се снима без дозвола од државата, особено на филмови кои не ги исполнуваат нивните религиозни догматики, што е небулозно само по себе, бидејќи секое уметничко дело е ослободено од брангиите на тоталитарен режим и пропагандистички цели. Затоа во Иран одобрени се само филмови рекламни спотови кои се афирмативни за власта и сите режисери кои не подлегнуваат на овие прерогативи се осудени, протерани и под постојана закана по нивниот живот. Иран е срам за човештвото и непоправлива е штетата која ја нанесува на најталентираните режисери кои се родени на тоа парче труло земјиште. Затоа Панахи и Расулов се одмаздуваат со меѓународен успех, за кој може да сонуваат нивните колеги со наведната глава која сабја не ја сече. Покрај пријателот, фотографката и брачниот пар, од кои секој си има своји пориви за одмаздолюбие, кои во миговите на конфронтација со киднапираниот може да слушнеме како ги вербализираат и се подготвени за линчување, по брза постапка или за споро измачување, кои би воделе до идентична дестинација – смртта. Во комбето има еден невидлив сопатник кој се нарекува грижа на совест. Тој секогаш доаѓа до израз кога ликовите се во бивалентно премрежје, се соочуваат со последиците на злоделото кое би го извеле, кои да не дознаат властите за евентуалното убиство на чуварот, ќе ги прогонува совеста до крајот на животот. Таа се манифестира кога Вахид ја носи сопругата на заробеникот во болница, кога го запира комбето додека го вози еден од ликовите кои имаат расчистено со погибел и секако во самиот епилог ни дава до знаење дека ќе биде фактор во понатамошниот живот на Вахид и несреќната дружина на жртви кои ќе ја преземат преодредената улога на тиранинот. Секогаш кога е одмазда во прашање, пред очи ми се појавува символиката на копање на два гроба, еден за тој што е убиен и еден за тој што убива, приказ кој би бил применлив и тука. Моралната дилема која ги навјасува ликовите се однесува дали жртвата не е ништо подобра од малтретирачот, доколку одлучи да се послужи со неговите насилни практики. Фактор во расудувањето секако дека е безцелноста на корумпираниот систем, во кој измачувачот воопшто не е одговарал за неговите злодела извршени за дрешетки, така што и да се поднесе случај против него, ќе биде заштитен од корумпираните судови кои првично и дозволиле некој да си ја земе таа надмоќ за другите во рамките на законодавниот систем. Револтирани од трулежот кој го разјарува системот, кој најнапред е измислен да го заштити обичниот човек, а не тие кои ги гласа и им ја дава власта во нивните раце, се јавува потребата од, условно кажано, vigilante justice, односно личната одмазда, која за некого не представува никаква морална препрека, туку определувачки застанува зад неја со двете нозе. Цел живот потајно се надевале на изедначување на сметките и нема да ја пропуштат можноста да одземат тој живот. Но дали на тој начин навистина се израмнуваат сметките со наклоност да се спречат рецидивите и појавувањето на нов угнетувач, кој емоционално и физички ќе измачува заробеници, од кои голем дел лежат за дрешетки, затоа што така им се сака на властите и представуваат закана за нив поради спротивставеното мислење на нивните политики.
Еј, не сакајки беше е една опасна фраза која може да се злоупотребува до немајкаде и од тие со ладна глава и од тие со меч во срцето. Што ако се одмаздат на погрешен човек? Дали воопшто се слушаат еден со друг нивните ликови во делото или само сакаат да ги стурат нивните кофи полни со ревносни тегови, е прашањето кое треба да се удостои со одговор. Дали воопшто ќе може да се врати човечноста откако ќе се пресуди некому, исто така останува да одзвонува во време просторот, кој ќе суди и пресудува во држава во која не владее правото. Така што лесно се доаѓа до заклучувањето дека Панахи во ова дело е директен кога е во прашање ангажираноста и социјалната критика, каде се одмаздува на расипаниот систем кој никој не сака да го поправи, особено не тие што имаат бенефит од него. Се смеев кога полицијата извади терминал за плаќање на подкуп со картичка, ама да не испадне дека Панахи бил визионер. Секако дека крајот на филмот ќе остане отворен, исто како што се отворени раните на ликовите, и тој одек на чекорите ќе облее секого со ладна под, не само ликовите. Филмот ја продолжува тенденцијата на режисерот да користи мешавина професионален актер и натуршчици, за да се создаде една уникатна фузија на перформансите, со тоа што во овој филм Панахи си ги исполнува само своите должности зад камера, не појавувајќи се пред неа, како што милуваше во неколку од неговите претходни филмови, но во оваа творба и нема потреба да се прави тој автореферентен скок, туѓа болка се прераскажува тука и навистина нема потреба да го привлекува вниманието на себе. Женските ликови не носат хиџаб, како во останатите ирански филмови. Неумесно е мерењето на кантар на филмот со врвната трилогија на Одмаздата на Парк Чан-вук, конкретно мислам на прекрасниот Sympathy for Lady Vengeance, каде секој од жртвите имаше оружје во рака и беше подготвен да го зарие во телото на злоупотребувачот, држејќи се на инволвирањето на групацијата во нечија елиминација, што Агата Кристи уште од убиство во Ориент Експрес го агитираше, така што во филмот на Панахи има протагонист кој активно се бори против колежот, кој му го спремаат споредните ликови на заробеникот. Минатата година моралната дилема им тежеше на сириците во Ghost Trail од Джонатан Милет, додека пак одмазнички на злоупотребувачи во политички ранки имало од Death at the Maiden на Полански до Виндикта на Доминик Седлер, и да не забораваме дека Кишловски во неговиот декалог неколку пати ја мереше тежината на одземањето на туѓиот живот. Ако сте погледнале некоја епизода од видеологија во која опфаќам филмове од иранскиот нов бранд, тогаш запознаени сте со мојот негаторски став во поглед на комплетното избегнување на компонираната музика како полноправен алат, средство за посредување до емотивниот набој меѓу ликовите и гледачот, односно како орудие за создавање на уникатна атмосфера и очуденост, која во целост е избегнато, што е стилска одредница која можам да ја почитувам, но исто така можам да напоменам дека една атонална, дисонантна партитура во пустинската сцена ќе беше од корист на самото дело и го оживнеше филмот однатре, но голем е Џафар, сам си знае. Монтажерот на No Bears, Амир Етминан, успешно се справува во амалгамирањето на комичните и трагичните агенции и нивното прелевање еден во друг, иако се развлекува средиштето на действието со полемизирањето за оправданоста од реваншизмот, сепак консолидирано е едно кохезивно времетрајање на делото кое не остава простор за злоупотреба на гледачкото внимание. Кинематографер Амин Џафари, кој го работеше Hit the Road, кој има еден прекрасен абсурден кадар во пустината, покрај исушеното дрво, каде што самите ликови ќе напоменат не баре се чека на Годо, и секако дека треба да се истакне уделот кој го има симплифицираниот предпоставен кадар, каде се врши пресметка и се носи одлука за наметнување на одмаздата или нејзино избегнување. Иранскиот режисер Џафар Панахи беше застапен и со неговиот претходен филм во видеологија No Bears, кога имав можност да говорам за неговите претходни остварувања, кои исто така би биле вклучени во селекцијата на емисијата со оглед на тоа што ги исполнуваат квалитативите, меѓутоа тогаш не постоеше видеологија, па затоа фокусот е вперен во неговите актуелни остварувања. Има неколку јасни карактеристики поради кои
може овој филм да се паралелизира со неговите поранешни стилски решенија, односно ја следи линијата на The Circle и останатите авторски дела во кои го критикува авторитарниот режим и неговите системи на опресија, со примена на насилство, злоупотреба на правосудството и се разбира цензурата. Уште во Такси имаше лик кој е убеден дека се уште го слуша гласот на својот измачувач, така што до режисерот во затвор има дојден овие травматични прикази кои покренуваат прашања кои се исполнети со морален амбигуитет и исправноста на одмаздолюбието како полноважен метод штом се нема доверба во скршениот систем. За да избега од продолжената рака на власта, Панахи најчесто снима во прогон, без одобрение од властите и нивно знаење, барем така се снимени неговите последни филмови и користењето на такси претходно, односно комбе во новиот филм му овозможува експедитивно да се појави, да снима и да замине од некоја локација, иако на една од нив си имал проблем со полицијата која му ги побарала снимките, но освен тој инцидент, останатиот дел од снимањето бил без надворешни обструкции. По No Bears, Панахи се појави во документарниот филм And Towards Happy Alice, посветен на поетите и режисерите кои го критикуваат иранскиот режим и предизвиците со кои се соочуваат. Ко-сценарист и монтажер е на The Witness, во кој сведок треба да одлучи како ќе постапи како ќе го посведочи извршувањето на убиство од страна на владиниот службеник, кој беше награден во Венеција, а исто така планира да направи краток филм за промотивното прикажување на It Was Just an Accident во САД. Што се однесува до криминалната кариера на Панахи, во светски рамки би била третирана како слепстик комедија, но во Иран е трагедија, односно најпрвен беше зад решетки за поддршката на антивладините протести, потоа беше уапсен за тоа што протестираше против апсењето на двајца ирански режисери, колеги Расулов и Ахмад, па штрајкуваше со глад, за минатиот месец да биде осуден на 1 година затвор за создавање пропаганда, награда која му ја додели суството по освојувањето на Златната палма во Кан. Ама Панахи е тврдоглав и пак се враќа и живее во Иран. Откако ќе бидат изложени спротивставените погледи за практикување на реваншизам и на опростување, во средиштето на делото се ретчи материјалот за надополнување на конфликтната ситуација, бидејќи се стои во место и полемизира наредниот чекор, што во визуелен медиум не може да речеме дека е попримамливо за слушање, односно читање, отколку гледање. Тука трилер елементите кои си ги толкуваат како што милуваат на ирански, најмногу страдаат додека се рационализираат идните одлуки. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, каде ја освои Златната палма, а потоа беше прикажан во Карлови Вари, Локарно, Телјурајд, Торонто, Бусан, Сан Себастијан, Њу Јорк, Бионд Фест, BFI, Palm Springs, беше награден на EFI и Монтклер, а кај нас го отвори минато годишното издание на Синедис. Како и вообичаено, Неон ги купува правата за Канскиот победник, кој може да се најде на платформата на Mubi. Номиниран е за 1 Critics' Choice, 3 европски Оскари, 4 Златни глобуси, 3 сателити, освои 3 готами за режија, сценарио и интернационален филм, и тие признанија воопшто не ги импресионира иранските власти, кои одлучија Cause of Death Unknown да биде нивен представник на интернационален Оскар, уште една во редицата на небројани лоши одлуки, затоа што Франција, и тоа како и препозна квалитетите на филмот, и не само што го кандидираше за нејзин представник за интернационален Оскар, туку дојде и до декемвриската кратка листа. Нема поголема поетска правда за иранските слепци од владината фондација Фараби, кои ја пропагираат цензурата во својата држава, откако минатата година истото им го направи уапсениот Расулов со The Seat of the Sacred Fig, представувајќи ја Германија. Тензичен филм, кој жртвите во своите раце го имаат во посед животот на нивниот измачувач и ги растргнува моралната дилема дали да возвратат со неговиот јазик на насилството преку одмазда, копајќи 2 гроба, еден за него, еден за себе. Ако морам да го евалуирам, тогаш It Was Just an Accident од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 396-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!